Ракометарките на Стиво претрпеа пораз од фаворитот Металург Автокоманда на домашен терен во Штип со резултат од 24-31, со што бодовите заминаа кај тимот од Скопје. Овој натпревар беше од честото коло на Суперлигата, на истиот сосем очекувано се истакна Маријанчева, која постигна фантастични 14 поголици за штипскиот тим, но не беа доволни за изненадување против големиот фаворит. Кај Металург Автокоманда 5 поголици постигна Анастасија Николовска, неколку ракометарки се истакнаа со по 4 поголици. Штипскиот тим се држеше одлично во првиот дел од мечот, а потоа во второто полувреме гостинот од Скопје градеше сериозна предност и на крај триумфираше со 24-31. Пелестер се израдува на првиот сезонски триумф, откако на домашен терен го доби Спартак со 23-18. За битолскиот тим 10 поголици постигна Анастасија Тодоровска, пак за гостинот Зорица Андоновска се истакна со 9 реализации. Фаворитот Чаир славеше висока победа над Куманово со 26-17, со што лидерот ја продолжува победничката низа. Чаир одлично го отвори мечот и од самиот старт ја контролираше играта и резултатот и без проблеми стигна до нова висока победа. Шампионот Ѓорче Петров со високи 35-26 го доби убедливо Вардар на домашен терен. Во однос на самата табела, Чаир е прв со 12 бодови, втора Металург Автокоманда со бод помалку, односно 11, па следува Ѓорче Петров како трет со тоа што шампионот има 9 бодови на своето конто. Веднаш пресек на самата табела, екипата на Вардар е на четвртото место со 6 бодови, по 3 бодови имаат за делба на петото место Куманово и Стиво, Пелестер е седми со 2 бодови, а на последното 8 место е Спартак исто така со 2 бодови, со тоа што тимот на Спартак е единствен без триумф.